Ова е Rap Skills Македонија. 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 Rap Skills Македонија 2016. Тука сме во Велес покрај офицерскиот дом. Дојдени сме од цела Македонија. Велес, дали сме се уште тука? Идеме со надпреварување број 2. Ќе ги повторам повторно правилата. Двајца надпреварувачи, 3 рунди, тројца судии позади мене, така да пред да се представат надпреварувачите, да ги представам судиите за ова надпреварување. Ќе почнем со домаќинот од Велес, DJ Popaj. Во средина го имаме Гоце Сав. И третиот судија Кискин дивизија. Овој пат имаме двајца надпреварувачи кои се од Скопје, така да оставам на нив да се представат. Надпреварувачи од моја десна страна пристапи и представи се. Дрим! Надпреварувачи од моја лева страна пристапи и представи се. Лукс Кмала, Лукас Помацки. Тоа е тоа. Ќе ве прашам, дечки, сака некој да иде прв или ќе фрламе паричка? Иде прв? Може. Океј. Спремни? Може. Можеш. Во Скопје Лазар беше боле од тебе, а овде некако тапа е, па ако овој пат си после под него може да преминеме на гласање. Додени сме овде со иста цел, а и се знаеме. Сакам само да те предупредам, после ебење нема каење. Типов е желен за победа, без се њури напред, не разликува, тогаш ќе ти го дадам, придржи ми го прв пат во рацете да осетиш титула. Конјо му се фалеше, те бива за во студио, тогаш дај да збориме за цената. Би те вработил во моето ко покровател, после снимање да ми ја покриваш опремата. Единствен настап надвор од Скопје ви во Прилеп. Јас нема време да настапувам, па ве пратив ко резерва, во мое име. Имате дроги, многу дроли, кеш, свашта, не знам. Биди искрен, женска ти не би ти дала никога на глава ке носиш црна кеса. Дрогите ви се толку добри. Оди би боле пијти Радлер Скопско, а джебот ви е длабок само зашто имате дупки на дното. Се уште имаш мозок ко мало дете. Ако изгубиш ке се налутиш и ке те биде криво. А толку си глуп што човек да те прати по смртта, чекајќи те тебе ке има вечен живот. И не гледај публикава на кого крева галама. На видео ке те прескокнуваат ко досадна реклама. Тајм да. Лукс Мала. Доста сереш се, Ронјо. Поаѓа сега зверот да ти излуди. Јадеш гумна за женска ми и со неа да бетваш и од неа ќе изгубиш. Поздрав Белес, но денес овој белец ќе стане посран мелес. Сум доста низок, но секогаш пробам врвот да се одрони. Секој што бетва против мене прво треба да се поклони. Да бидам посреќен треба ли? Ајде крева одма знамето. Овој клип ќе има повеќе прегледи од сите твои песни заедно. Адолачка, личиш на гаден мајмун, орангутан, шимпанзо, горила. Вашиот битбоксер не е фактор, сите го гледаат само ко свиња. А дека си убаво дете, сигурен сум и мајка ти те лаже као толку си гаден што и Hello Kitty да те види ќе ти каже чао. Но Митко не може да фати такт. Јас стварно не знам како битот го снима. Бившата не ти даваше за газ, а ја кинеа колист од средина. Секој што ја помина твојата бивша, ти рекол ајде пои на твоја глава. Но она дава кога сака, секој кур го одма фаќа, фрли добра пара, тебе дати гола шантра. Но да се вратиме на Митко, за да биде добар хип-хоп артист би го излизал Шичи Шмар или тако звано Тримџоп. Еј, цел живот не го сваќам. Како е рапера, битот не го фаќа. Пулс екипа се како курви. Сите ги ебат, а никој не ги сака. Идеме втора рунда. Сереш немам вјус, немам прегледи, немам абер. Тогаш нели е срамота да изгубиш бетел од пропаднат рапер. Преку рапов те мочам, а тебе рапот ти е љубов. Го бараш тајниот извор, написа од Куров. Екипом ги гледал сите Rap Skills Балкан видеа, па во Скопје пристапи силно. Потезите на рендом стилот на Јантара флоута на спид. Вау, иновативно. Потекнувате од индијанско мало, тогаш кликни пред господарот и не се курчи. Ако вие сте индијанци, за вас јас сум освојувач, а Митко ве спучи.
бившата ти те одјеба за нејзе и онака ништо важно, ти напиша песна за неја, во мислите ја чекал стварно тажно. Мислам, стварно ми е жал брат, дали ти даде макар она, или кога пред неа се соблече, она ти кажа не примам макарона. Ти си толку грд, што човек секад може да те најде на конјопој. И не мислам за во кафич, туку во штала тој. Ти си грешка на твоите. Татко ти разочаран се оцели, мајка ти е плава, значи на неа си глуп, против кого бетлам Боже прости ми. Со Лазар заедно сте РП, рап позитив. Повеќе ме личите на рап позери. Ретардирани проверив твојот огромен нос и ремети погледи, а после овој бетл РП ќе ви е символ за ретко победи. Можем? Еј. Добре, помина најлошиот дел. Сите сега чекаат на мене јас да го издисам. Викаат бевка и селјак отвучиш во емисија, но сега сум со поголем селјак во емисија. Твоите песни, улица, рекети, пичко, свати, не си насилен. Да направиш песна за женска ти сигурно ќе ти раскине. Со ваков глупав пристап можеш само да си хулиган во диско, а битот бега од тебе исто како секој муслиман од свинско. А јас морам да кинам на скил контест и ти сваќаш дека инклин се цврсти ликови. Само дека имате свиња битбоксер не значи дека имате мрсни битови. Како и да е. Дури Сајмон Сез вели да твојот рап лајно е. А како Митко фаќа женски? Ги вика на пиво и нарачува ладно нес. Женскава напалена, се врти, му вика Митко сакам само секс. А он ладно го вади тефтерчето и вика знаеш што е лајонес? Оня фати си оспилна работа, зашто животот ќе ти помине за Митко Гром. Правиш хуманитарен настап, но не знаев дека добротворни цели се купување на нов микрофон. Нема сумја, да идеш против мене ко на рулет да ставиш се на нула. Нема сумја, да идеш против мене ко на рулет да ставиш се на нула. Твојот резултат на денешниот перформанс кога да делиш 5 на 0. Некој вика, не бе тој сутрин може да биде тесна рунда, но нема шанси кога твојата најдобра песна некад снимена е... Нема веза и следна рунда. Идеме со трета рунда. Јордан одлучува со кого да бетламе. А пазете, претходниот бетлер не ни дојде, овој не го бива. Јордану пичку матер почнаш да ме нервираш. Искрено ме праша со кого да бетлам. Реков се едно со кој пило, па сега гледате како се едно пред трим во живо. Бевте настрекни луѓе, емисија во неписмен стил, па направивте песна еве не на ТВ Лука губи, а ја имитирам дебил. Татко ти повеќе не прави втора грешка, сега користи 2 кондома, затоа немаш ни брат ни сестра, размеси за ова напад кон дома. Кон тебе како кон човек немам ништо против, но не те гледам ко човек, те гледам со кафе со награда, таму пишува отвори и доби. Сепак, браво брат, имаш јака харизма, ми се свига у пичку матер, се заебам, земи сникерс, ти не си ти која глумиш рапер. Ова не е твојот рап, ширам рап радиоактивен. Земи тест за бремена со лирика сум сексуално активен. Рап скилс би го претворил во јавна куќа. Во него ти курва, но неискусна. Најдолгиот секс го искуси овде. 3 рунди по 1 минута. Вака. Движев во долината на синките, го видов тигас, прелета кон ово од тука, кога ме виде ти пребледе ко духот страв, да не ти одземам душан. Глумиш брендцис, дури екипата твоја треска ја мава, но си само уште еден војник која бара темната страна. Твојата единствена опција е да се заподриш позади МТВ брат, од книги имаш прочитано само Соки Поки, и тоа до СТР2. Ако пушиш цигари LD, нема да си пистолеро, гребеш Сан Слимско Тонио, но пак нема да си ист ко него. Чим сум против сите, спремен сум за контранапад. Ова е длабока трага, земсиња што многу гомна јадат. За да фатиш такти бит, ти мора да тропаш на нога, во рапов копам ко кртота, ти уште копаш на гомна. И да го провериме фактот тука дуре, само да го мириснам. Јаковина секоја граница, да правиш песна на битот стил Дре би се викала стил Гаден. Да играме лискаме носички пак ти изгубеше и таму би бил Камен. Од секоја женска корпа примаш, па после ја дома ругаш. Целата твоја компанија те плука сега да исто кона жмурка. Тоа е тоа. Аплауз за мајката на Преварувачи!
реклама. И зоните на Драги. Значи, и вториот бетл како првиот, као суди ни направи проблем малце. Нивото беше исто онака многу сериозно и високо. Така да не можам да кажам како и првиот, значи имаше за мене подобар, ама немаше губитник, немаше некој да има онаква некоја драстична разлика, значи Кмала мислам дека доби според мене првата рунда, у втората имаше тој со Лајонес панчлайнот што беше заебан, ама се здатка за мене за Трим бидела таа рунда, третата Трим утапа со овакво со сникерсот, ама пак бе дал на Кмала третата рунда, така да 2-1 за него. Али пак ќе кажам респект за двајцата, така да сериозно е све, нивото е високо, многу ми е драго. Вториот рап ивент исто ми е врх. Дефинитивно овој рап скилс е многу подобар него првиот и се надевам дека стварно ќе расте на квалитет. Види, првите две рунди ми беа стварно еднакви. И двајцата имаа многу јаки панчлайнови, уствари цело време беше тоа панч афтер панч. Имаа многу добри моменти и двајцата, меѓутоа за мене одлучувачка рунда беше третата. И ја давам за Лукс. Моментот со флип на сите, на повеќето македонски рапи мина, значи врх. Дефинитивно мислам дека двајцата беа слични, али мене Лукс Кмала имаше нијанса повеќе, он е победник за мене. Многу тесна битка. Првата рунда би ја дал за Кмала, појаки панчлайнови имаше, деливерито, флоуто беше исто така, али морам да кажам дека многу тесно, така се мислев за кого да гласам. Втора рунда исто така за Кмала би ја дал, а трета рунда би ја дал за Трим, поради клучниот потекст со сникерс од радот. Поради тоа така да 2-1 за Кмала. Судиите веќе одлучија, така да со секој од судиите посебно изгласа 2-1 за Лукс Кмала, односно конечен резултат од 3-0. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија.